Возењето низ градот знае да биде вистинска забава, особено ако сте со вистинско друштво и гласна музика. Низ малку разговор и позитивна енергија, Марија и Бојан од IQ не возат низ сообраќајниот метеж. Дознавате какво е нивното расположение во вакви моменти, кој вози, а кој не, но и нешто повеќе за нивната љубов. Денеска се возиме со Бојан и Марија од IQ. Еве веќе гледаме на другата камера, Марија не вози, многу стабилно, Бојан, нели? Многу. Како сте? Добре. Мате, како си ти? Одлично. Шофириште се. Шофириште, тоа значи дека добро возиш. Бојан добро вози? Па сега веќе да. А што беше претходно? Претходно беше почетник и после тоа ми одзема дозволата. Зошто? Зошто? Ми се собраа поени. Над 100 поени. Што направи се? 3 ми беа за погрешно паркирање. И јас имав 90 поени и ми стигна писмо. Добро, каде паркираш? Па не знам каде паркирав, имаше некој жолти линии, тоа уж одамна беше тоа. Мисле дека тие се за паркирање. Пред ЗАМП. И тоа не било дозволено, после не знам каде негде на плоштад без врска. Ама јав 90 поени. И после стигна дека една погрешка ми се пишала на мене, казна што не е моја и ете така сега. Значи нема благи, не купуваше благи да ти простат. Не ми успеа. Кога бев во МВР му некој, супер, те знаеме, ти беше нови со песна на сега ќе те наврежи. Да? Али сепак дозволата аут. Ке си полагаш од ново. Да. Ама тоа дали значи дека на Марија и простуваат? Нека каже она. Па до сега еднаш само ме сопре полиција, не уствари 2 пати. И вториот пат во сред Белден беше. И ме сопре еден, ми вика што прешти животот, викам јас пеам, пошто најверојатно не ме позна. Да не му запеа? Не, ми поверува. И ми вика, добро, пошто ми бараше нека сообраќајна книжка, јас во моментот не носев, не знаев дека треба да се носи. И ми вика, добро, вика 100 евра треба да платиш, вика, ама ако ми пееш на свадба, вика не треба да платиш. Му пееше ли на свадба? Не му пеев на свадба. Зошто не му пееше? Уште не направи свадба. Да, Чекаме да ја најде вистинската. Еве чекам да ми јави сега. Ама го имате разменато контакт, така? Па, да. Он мене ме има, ја него го немам. Марија, ти што мислиш, дали си добар возач, еве вака за себе некоја проценка? Па јас за мене да, пошто мене ми е супер кога возам, до сега не сум би удрила никаде. Не возиш брзо? Така, вајда добар сум, чим ништа немам направено, а за другите вака што ги возам со мене, они треба да си кажат како се чувствуваат, јас не знам. Добро, колку време помина од кога имаш положено? Па јас сега на 9 декември ќе бидат 2 години, ќе можам после 11 се возам. Значи после 23 часот Марија ќе не вози? Да. Ке може до после и да излегува после 11 сати да излегува, се враќа. Ризично ли е? Што, она да вози? Не бе, добра е, супер е. Па вака последниот 5-6 месеци помина едно 10.000 километри. 5-6 пати до Охрид, 3-4 пати во Грција и мислам дека стана шофери штипо, онака, баш. Подобро од тебе? Тука негде сме. Добри се жените, морам да признам. Да. Добре, гледај. Да. Ти кога имаш положено? Беше тоа одамна, не знам. Ама сега веќе не е важно. Ке си полагам пак. Кога положив? 18 кога напуни форма положив. Дали имаше низ мало возено па потоа да полагаш или веќе? Не. Регуларно, за потоа нерегуларно некои работи да се случуваат. Низ мало точак се вози. Добро, супер. Што се случува кога се возиме во кола, Марија? Дали пуштаме музика? Дали што слушаш, еве, дали радио, дали некоја посебна музика? Ако сум во некој мут, мислам ако имам некоја моментално хитовска песна вака што ми е во периодот, обично знам да си ја пуштам на телефон, да најгласно. А инако вака регулар си слушам радио. Thought we struck gold, but I was wrong. Too many nights dreaming low. Ајде ме играј! Уживам. Уживаш, ти уживаш, не играш. Сега ќе дое мојот дел. You messed me up. Yeah, you messed me up. So I left you here to do this on my own. Мавни му, Марија! Мавни му, чао, на тој напред. Сега мене ми е ред да шетам низ кола. Опа, чекај, фатија. Паркинг услуга, добро, ајде паркинг услуга. Добро, ама ова не е само едната сметка, има уште една. Сирење мешано, добро. Што да не е многу мрсно? Јувки. Па тоа значи дека ти се спремаш да готвиш нешто. Готово помина. Тоа беше моментот кога треба да направиш така нешто.
Леле, повторно некои сметки, само сметки. Леле, уште едни сметки. Кој ќе ја плати сега сметката? Многу сметки има тука. Па нема да делиме, ја мислам да делиме. Пола ние, пола 1 тебе. Леле, готово. Можеме да гасиме камера и да пуштиме малку музика и така да завршиме за денеска. Todo meu amor se não soubes pedir. Марија, ти си извини